Ефтина тарифа на електричната енергија од 13 до 16 часот. Вакво ветување беше содржано во предизборната кампања на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Истото неодамна го повтори и вице-премиерот Кочо Ангјушев. За ваквите ветувања граѓаните со поделени мислења. Едни очекуваат да се реализира предизборното ветување, но голем број со скептицизам велат дека не веруваат дека такво нешто е можно. Очекувам. За кога отприлика? Најбрзо. Нема шанси. Нема да се случи тоа во скоро? Нема шанси со гаранција. Тој што го рекол, тоа само е лага, тоа за сигурно нема да се намали. Не. Нема могуće, ја те плаќам поонаква. За скоро мислите дека нема да се случи? Не. Чекуваме. За кога отприлика? Што денови, 2 месеци, не знам. Би требало изјави За на кога телевизија. отприлика? Па појма Ваше мислење? не знам. Ја очекувам, а кога ќе биде не знам. Абе, да вервам, кој што кажуваат да вервам. Се надевам за скоро време дека тоа ќе биде и да се надеваме на поарно. Сомнеш дека станува збор за нереално ветување се појави по препораката на Европската енергетска заедница, дека ефтината тарифа за струја Македонија може да ја воведе само за социјалните категории и за временски период од 2 години. Директорот на секретаријатот на енергетската заедница Јанес Копач вели дека исклучоци се можни само доколку тие се добро аргументирани, временски ограничени и направените трошоци при реализацијата да бидат платени од буџетот на државата. Ја бих стварно желео да видим званични. Не знам точно каков е тој предлог на владата. Слушнавме дека имало такво нешто во предизборната кампања, но деталите не ги знаеме. Исклучоци се можни, но мораат да бидат многу оправдани, консултирани со секретаријатот, временски ограничени и направените трошоци да бидат платени од јавниот буџет, а не од други потрошувачи на електричната енергија. Министерот без ресор во владата Зоран Шапорик пак вели дека се уште не се направени детални анализи колку би ја чинело државата оваа мерка, но дека ќе достават предлог за враќање на ефтината струја, кој нема да биде во спротивност со регулативата на Европската унија, односно се работи за воведување на тарифа од неколку часа, кога граѓаните ќе можат да користат ефтина струја. Вице-премиерот за економија Кочо Ангјушев неодамна во гостување на ТВ21 тврдеше дека предизборното ветување ќе го реализираат до октомври. Некаде од октомври месец мислам дека ќе можеме тоа да го аплицираме, заради тоа што е еден процес на промена, значи на броилата, тоа во Македонија има околу 600-700 броила. Јас сум конзистентен во тие изјави, иако имаше дилеми околу тоа прашање, значи имаме техничко прашање и пресметковно прашање, но дилема нема, тоа ќе се направи. Ангјушев ваквото ветување го истакна и на средбата со представници на Европската енергетска заедница во Виена, каде најави дека многу брзо треба да се утврдат и законските текстови за тоа на кој начин ќе се воведе ефтината тарифа, која ќе се однесува за сите потрушувачи.